Историска шанса, така првиот човек на Советот на Европската Унија денеска го нарече францускиот предлог, чија содржина предизвика остри реакции и тензии во земјава. Советот на Шарл Мишел, кој дојде во Скопје среде протести и незадоволство кај дел од граѓаните, е да се искористи оваа можност и да се каже да. Macedonians, you have a historic opportunity to say Македонци, yes. имате историска можност да кажете да. Да на почетокот на преговорите, да на Европската Унија, да за вашите деца, вашата земја има прилика уште еднаш да стане првак во проширувањето. Тоа ќе внесе нова динамика. Овие реформи ќе ве приближат до Европската Унија. Лично, јас сум уверен дека ова е урамнотежено решение кој упатува на вашите загрижености и целта е јасна, да се започне со пристапните преговори и конечно да се придвижите кон градење на нашата заеднички иднина во Унијата. Ако кажете да, првата меѓувладина конференција ќе се организира во следните неколку денови. И премиерот повика да се искористи оваа шанса и да се размислува рационално и мудро. Ковачевски пак уверуваше дека државните позиции се рефлектирани во предлогот, поддржан од сите земји членки на Европската Унија, особено за најчувствителните елементи – македонскиот јазик и идентитетот. Во европскиот предлог имаме дефинирани позиции за јасно и недвосмислено прифаќање на македонскиот јазик. Оваа можност би сакал да ја искористам и да повторам дека македонскиот јазик во предлогот е апсолутно чист и еднаков со другите јазици на Европската Унија, без никакви фусноти до објаснувања и звездички. Со изменетиот, прецизиран, дополнет француски предлог, го добивме она за што со години се бориме, а тоа е чиста формулација на македонскиот јазик. Исполнета е клучната позиција, државната, која беше најважна за нас и на која останавме доследни. Со овој предлог сите шпекулации кои алудираат на спротивности се лажни и невистинити. Ние македонците сме горди на својата историја, горди сме на својот јазик, горди сме на својот идентитет со сите негови аспекти. Македонскиот народ ниту некој успел досега да го асимилира, ниту го асимилирал, ниту некогаш ќе се случи да го асимилира. И тоа е факт. И самиот Мишел директно се осврна на прашањето на македонскиот јазик. Macedonian language is your language and the proposal. Македонски јазик е ваш јазик и предлогот го почитува тоа. Законодавството на Европската Унија целото ќе биде преведено на македонски јазик. Свесни сме за загриженоста што ја изразија некои луѓе во врска со вашиот национален идентитет и може да сметате на мојата целосна поддршка како претседател на Европскиот совет. Освен состаноци со државно-владиниот врв, Мишел имаше средби со спикерот Талат Џафери и со координаторите на пратеничките групи во парламентот, каде ќе се носи конечната одлука околу предлогот. За утре е договорен состанок на политичките партии застапени во собранието во однос на заклучоците кои треба да се разгледуваат и усвојуваат во парламентот. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.